Здраво на сите и добро дојдовте во уште еден Семос Едукас. На наше огромно задоволство денеска со нас Александар Бојковски. Како си, Александар, добар? Здраво, супер. Малку времето чудно, ама добар Ама сум. тука си. Да, имам малце работа за после подкастот. Па нема да им кажеме дека си дошол овде. Така да од ништо страшно ќе те вадиме. Кажав, се ослободив на кратко, ама знам Па дека ќе ништо, се па и ти па Александар, ти си UX дизајнер во Symphony Solutions, кој што е задолжен за развој на продукти за enterprise клиенти во e-learning индустријата. Уживаш во споделување на знаење како тренер во Семос Едукација за UX и UI дизајн и си редовен ментор на хакатони како NASA Space App Challenge, Techstars Startup Weekend, UNICEF Generation Unlimited и морам ова да го кажеме дека ти си носител на признание за најдобар ментор на NASA Space Apps Challenge за 2020 година. Па и не е така малку. Благодарам на убавото интро. Да, точни се работи така Точни се сите информации, да. Да, и дава еден добар краток. Ева вака на еден лаик како мене, дали можеш да му објасниш што е UX, а што е UI дизајн и како тие се разликуваат еден со друг? Да. Значи, ова е многу често прашање. Го имаат обработено многу луѓе и често се зборува за ова, посебно кога луѓето не се доволно запознаени со оваа област. И на кратко вака, што можам да кажам, UX поемот значи User Experience, UI поемот значи User Interface. UX е една поголема област која што во рамки на себе го има и UI дизајнот. Значи UI е само еден дел од UX. UI е фокусиран на тоа што корисникот го гледа, на површината за интеракција и на сите оние елементи што ги гледаме на екранот, а UX всушност е една поширока област со многу поголема суштина која што се занимава со многу останати работи, различни од тоа што се гледа, како што е, например, истражување, емпатија со корисниците, откривање на нивните проблеми, болните точки кои што ги имаат по нивното искуство и таргетирање на таквите проблеми и после тоа следува нивно решавање, нивна трансформација, комбинација и создавање на функционалности кои што ќе бидат дел од финалниот производ. Еве, мене многу ме интересира како започнал еден твој работен ден. Кои се твоите активности? Да. Мојот работен ден не е обичен работен ден и не е нешто што е во рамки на еден нормален работен ден, затоа што почнувам малце покасно. Мојот клиент е од Ирска и со работа почнувам околу 10 часот. Што не е така лошо. Што не е така лошо, зашто седам до касно и ми доаѓа добро да не станувам со бајле рано. И друго што сакам да кажам, значи првите пола саат сакам да бидам во тишина, сакам да се вратам во реалниот свет и сакам да си правам сок, си уживам во времето сам со себе и после тоа во 10:30 го имам првиот состанок. И после тоа почнуваат сите оние различни состаноци со различни менаџери за различни проекти и тоа трае од прилика негде до крај на работното време. Што значи колку часа во денот работиш? Од прилика? Од прилика се трудам да работам од 10 до 6, меѓутоа некојаш бидејќи сме флексибилни, некојаш останувам и покасно, некојаш и порано завршувам. Меѓутоа често се случува и поради таквите состаноци да имам доста дефокусирање, па да оставам некои работи за навечер кога сум по-слободен и кога нема никој околу мене, затоа што така се фокусирам најдобро и завршувам најмногу работа. Да. Како може некој да стане дизајнер на UX UI? Како некој може Какви се вештини треба тој да поседува? Значи, најбитно е да има желба, да има страст за дизајн, за задоволување на потреби на корисници, за решавање на проблеми и да сака да учи, да истражува,
da биде секогаш во контакт со луѓе, да презентира, да менаџира со проектите. Значи, бара многу креативност, меѓутоа бара и некоја техничка подготовка, за да се знае што е можно да се направи, како да се направи. Треба исто така да имате вештини некои кои што ќе ви помогнат да ги решите проблемите на корисниците. Секако за сите тие нешта има алатки, има различни информации, може да се направат различни истражувања и да се откријат различни нешта, има различни техники кои што ние всушност ги обработуваме во Семос. Да. А како би објаснил својата професија на некој што не е технолошки разбирлив? Затоа што не знам, јас имав проблем, например, со мојата професија, која што колку и да изгледа лесна, кога ќе кажав на баба ми, бабо, одам на академија, има часове, ајде, глумите тамо, вие ништо не прави, така. Како наједноставно би ја објаснил? Да. За луѓе кои што не се баш во IT светот, или кои се постари или немаат некое посебно знаење во оваа област, најчесто им кажувам дека дизајнирам апликации, дизајнирам веб страници и мислам дека тоа е најблиску до тоа што може да го допрат, тоа што го користат и тоа што секојдневно се обкружени со тоа. Да, бидејќи имаш навистина огромно искуство, кој дел од оваа професија тебе лично најмногу ти лежи и те радува? Да. Јас всушност имав едно патешествие околу откривањето на тоа што всушност сакам да работам, затоа што на почеток јас имам завршено на FEIT, електро, автоматика. И после тоа добив стипендии за систем администратор и академија за дизајн. И на почетокот ми беше многу интересно и во двете области. И не знав што сакам повеќе. Меѓутоа тоа што направи да донесам одлуката да се фокусирам на UX дизајнот беше тоа што правам нешто од ништо, всушност правам нешто од некаква информација и го трансформирам во некој продукт кој што подоцна ќе биде корисен и ќе им помогне на корисниците и ќе ги направи среќни и задоволни, а исто така ќе ги направи клиентите кои што всушност го бараат тој продукт исто така задоволни и бизнисот ќе го направат по продуктивен. Така што задоволството на корисниците и на клиентите тоа што ме прави да се чувствам исполнет, а исто така и тоа што сум вклучен во креирање на нешто што влие позитивно врз нивните животи. Сега биди брутално искрен. Да. Кажи ми, ова е моментален тренд или професија што ќе остане? Не, ова не е моментален тренд, иако е актуализиран во последно време. UX дизајнот под ова име се појавува негде во 90-тите години, меѓутоа овде во Македонија станува како да кажам, позастапен и популарен во последните неколку години. Јас кога почнав со UX дизајн, беа многу ретки луѓето кои што се нарекува UX дизајнери. И тогаш постоја веб дизајнери, постоја графички дизајнери, меѓутоа UX дизајнери беа нешто ново, а тоа беше во 2015 година. И се прашуваа луѓето што е тоа UX, како да станам UX дизајнер, што е тоа што ти го правиш. И јас се трудев да објаснам дека е слично во некои делови и со графички, и со веб дизајн, меѓутоа суштината е малце по-различна и фокусот е малце по-друг и не е само фокусот на нешто што е графички, нешто што е само како дизајн, туку е многу по-длабока самата филозофија. Инаку UX во светот е застапен уште во раните фази на развојот на човечката цивилизација и е нешто што е
нарекувано со различни имиња во текот на историјата, но сепак секогаш било тука затоа што потребата за подобрување на животот и на искуството на луѓето во секојдневието секогаш била тема за која се дискутира, се зборува и луѓето секогаш се труделе да го направат својот живот полесен и поудобен. И тука имам еден пример што им го кажувам често на студентите, а тоа е дека, например, во Кина, уште пред новата ера, е застапена филозофијата Фенг Шуи. Сигурно сите имаат слушнато за неа. И тоа е всушност една филозофија која што со помош на распределување на предметите, организирање на просторот и го објаснува текот на енергиите во самиот простор и како да се постават работите во тој простор. Всушност, таквата техника и таквата филозофија е намената со цел да им помогне на луѓето да имаат подобро искуство во нивното обкружување. И всушност, уште таму може да се види нешто што е слично на UX дизајнот што го имаме сега. Се трансформираат уредите кои што се користат, технологијата и сите останати нешта поврзани со интеракцијата и со продуктите, меѓутоа суштината мислам дека останува иста секогаш и дека ќе продолжи да останува иста и со појавата сега на новите уреди што се презентираат за виртуелна реалност, аугментирана реалност. Имаме различни начини на интеракција, различни продукти кои што ќе ги користиме, меѓутоа секогаш чувствата кои што треба да ги будиме кај корисниците и проблемите кои што ќе треба да ги решаваме, всушност цело време се повторуваат и се нешто што се дел од нас, што независно од технологијата ќе биде тука. Значи збори уште, сакам уште да слушам. Многу да го објаснува. Да. Како што веќе кажав, ти си дел од Академијата за UX UI дизајн во СЕМОС. Кажи ни некои од примарните софтверски алатки кои што студентите може да очекуваат дека ќе ги научат за време на академијата. Да, точно. Како што спомна, алатките се само алатки и јас тоа им го повторувам на студентите. Алатките што се учат во СЕМОС е главно насочени кон користење на софтверот Adobe, затоа што СЕМОС е сертифициран партнер на Adobe. И за UX дизајн главна алатка која што ја користиме е Adobe XD. Тоа е всушност софтвер кој што служи за experience дизајн и кој што помага да се визуализира решението, односно продуктот. А исто така да се има и дел каде што се додава интеракцијата, се поврзуваат компонентите, се градат сите тие конекции, врски меѓу различните функционалности и на крај имаме дел кој што служи за споделување на самиот прототип со клиентите, со цел за некој фидбек или некое тестирање со корисниците. Значи, тоа ни е примарната алатка, а исто така има и се учат и други софтвери како Illustrator или Photoshop во зависност од изборот на самиот студент или на групата. Така што, да, главно сме насочени кон тоа. Инаку, интеракцијата, бидејќи ни е онлайн, користиме и други помошни алатки, како што е Microsoft Teams, користиме и Miroboard, кој што ни служи за заедничка колаборација. Тоа е како еден онлайн whiteboard, како една табла на која што може да споделуваме различни идеи, да правиме некои вежби заеднички. Така што тоа се главно алатките, меѓутоа тоа што го потенцирам секогаш на студентите е дека алатките можат да се менуваат, алатките може да бидат слични меѓу себе и, например, XD и Figma, која што е многу позната во
во светот на UX се многу слични меѓу себе и можат студентите многу лесно да транзитираат од една во друга алатка без нека посериозна подготовка, затоа што ги имаат всушност истите функционалности. Се разликуваат можеби до негде во некои делови, меѓутоа ако се научи една алатка, многу лесно може да се научи другата. А исто така интересно е што Figma и Adobe сега ќе се спојат во блиска иднина, така што ќе ја снема и таа разлика и ќе продолжиме во иста насока. Да, а на студентите дали има потребно некое претходно знаење пред да се запишат на UX UI академијата? Да, потребно е знаење за работа со компјутер, што секој од нас сега го има. Значи, како се управува со компјутерот, како се користат апликациите, меѓутоа сите останати работи се учат на часовите. Добре, Александра, како да проценат луѓето дека токму оваа академија е за нив? На моите часови доаѓаат луѓе од различни професионални позадини. Значи, доаѓаат многу архитекти, доаѓаат луѓе кои што се економисти, правници од најразлични области. Како да проценат дали се добри за UX дизајнот? Како што кажав на почетокот, битно е да имаат желба да се развиваат во оваа област. Битно е да се креативни и да знаат да решаваат проблеми. И битно е цело време да учат, да се усовршуваат, да бидат редовни на часовите, да ги прават сите вежби и да ја следат на насоката која што им ја даваме. Значи, ако сакаат некој челендж, ако се креативни, ако знаат да се поврзуваат со луѓето, да развиваат емпатија со луѓето, да решаваат проблеми, значи тогаш мислам дека ќе им биде многу интересно во оваа област. Да, бидејќи веќе неколку години ти се предаваш токму на оваа академија, дали можеш да ми издвоиш некои успешни приказни на твоите креативни студенти? Да. Значи, од моје искуство, луѓето кои што најмногу всушност се посветуваат на самите на самата академија и на сите задачи и вежби кои што им се даваат, луѓето кои што се редовни на часовите, кои што активно учествуваат и кои што успешно ги завршуваат проектите кои што ги имаме, се луѓето кои што навистина немаат никаков проблем во наоѓање на работа или пракса по завршување на академијата, а има доста такви примери и навистина сум среќен што токму таквите луѓе со толку многу вложена енергија и посветеност ги добиваат тие своји нови работни искуства. Да. А како СЕМОС едукација ги поддржува студентите во нивното барање на работа или пак напредување во кариерата по завршување на оваа академија? Значи, ние сме поврзани со кариерниот центар на СЕМОС и како ментори на академијата ние имаме задача да даваме фидбек за студентите, да ги следиме во нивниот процес на учење, во проектите и сите останати нешта. Така што ние даваме некаков вид на фидбек за студентите, некаков вид на извештај кој што и препорака за најдобрите до кариерниот центар, а подоцна кариерниот центар ги препорачува до компаниите. Бидејќи знаеме дека светот секојдневно се менува и оди напред, кои се најновите трендови со кои што секој дизајнер според тебе би требало да биде во тек и да биде запознаен? Да. Гледаме дека во последно време се случува голема промена во IT индустријата и се појавуваат многу различни алатки, многу различни нови продукти кои што всушност ни помагаат во продуктивноста, во креирање на некои
нови решения и слично. А исто така и самата технологија која што се појавува, сега се насочува во една малку поинаква насока. Што би издвоил од това? Значи, сега главен фокус е на AI, на machine learning, на различни чат-ботови, како ChatGPT, што сите веќе го знаат и почнуваат да го користат. Побудеа сите по тоа. Да, тоа е значи текст базирано, меѓутоа може да дава различни решенија на некои проблеми, да ви даде некакви информации кои што вие може да ги искористите во текот на вашата работа. Секогаш треба малце да ги земате со резерва, зашто се уште не е дојдено до тој степен да биде толку совршено еволуирано, меѓутоа може да ги земете како за инспирација некои од работите. Исто така има и доста алатки кои што се користат за генерирање на слики, алатки како Midjourney, например. Midjourney создава всушност Generative AI и создава слики од текстот кој што всушност му го опишуваме. Тие се нарекуваат како промптови и во зависност од тоа што ќе му дадеме како промпт, ни генерира некоја слика која што изгледа доста реалистично и исто така, освен позитивни примери за генерирање на некои слики, има и некои примери кои што покажуваат дека не секогаш е толку позитивна употребата на ваквите алатки, може да предизвика некогаш и големи проблеми, како што, например, имаше еден случај, една слика како нешто гори во Њу Јорк, што била генерирана од таква алатка. После предизвикала пад на акциите на берзата, токму поради тоа, зашто луѓето мислеле дека навистина се случува пожар, нешто. Да. Исто така може да се создадат некои работи кои што не се реални и може да предизвикаат штета на некој на поединци или на целото општество, на некоја компанија или нешто. Значи секогаш треба да има некои усогласувања, треба да има некои граници во кои што се користат. Да. Според тебе, кои се најголемите придобивки од тоа да станеш сертифициран UX UI дизајнер? Да, и ова прашање го имав одговорено пред некое време. Значи, сертификат како сертификат, јас го гледам како некоја потврда за завршено нешто, но не и како нешто што е мерило за вредност или за успех. Да. Добро е да имате сертификат во вашето CV и да биде како да кажам, некоја референца дека вие сте поминале некој тренинг, некоја обука. Меѓутоа, суштината на самата обука, на самата академија е вие да го добиете знаењето, да го добиете искуството со работа на различни проекти и да се изградите како дизајнери, да добиете некоја насока и некоја како појдовна точка за развој на вашата кариера. Значи, за мене битно е знаењето, битно е искуството. Сертификатот е само еден вид на потврда за тоа. Не е нешто што на кое што ќе треба студентите да бидат посветени, дека ќе имаат сертификат и веќе ќе бидат дизајнери. Туку треба да бидат посветени на програмата, на задачите, на проектите што ги имаме и да се трудат да ги завршат како што треба и да се подготват навистина за реална работа. Да. И сега сите оние кои што те слушаат, мислам дека воопшто нема да се двоумат при изборот, ама би сакала да те прашам зошто сметаш дека токму СЕМАС Академијата за UX UI дизајн е најдобриот избор кој што може да го направат сите оние кои што се заинтересирани за неа. Да. Значи, што е тоа што издвојува, знаеш, од другите? Да.
Во Семос имаме многу добро развиен процес на работа, многу интересен процес на работа со реални проекти, имаме реални клиенти, различни организации, работиме на проекти со обштествена одговорност. Исто така, интересно е што имаме опфатено најразлични теми и области кои што се суштински во развојот на UX и кариера како UX дизајнер. Исто така, сертификацијата од Adobe може да биде исто така еден вид на нешто кај што не одвојува од останатите академии. Што друго можам да кажам? Исто така и акредитацијата која што имаме од Министерството за образование, која што дава една дополнителна вредност и едно повисоко ниво на академијата. Да. Александар, што сакаш ти најмногу да правиш кога имаш слободно време? Јас кога имам слободно време најчесто сакам да бидам во мир, во тишина, да се релаксирам во природа, да одам на водно, да пешачам. Многу ми фала такви мирни моменти сам со себе, затоа што постојано сум комуникација со луѓе. Да, и тоа знае да замори никогаш. Да. Постојано сум со луѓе, постојано имам состаноци, постојано комуницирам со некој, одам на настани, на различни места, со различни луѓе, различна енергија. И тоа што најмногу ме балансира и што ми фали е најчесто време за мене и време во природа. Во природа, да. Има ли некој момент во твојата досегашна кариера на кој што си посебно горд? Момент во мојата кариера? Да, некој момент што навистина да те направил среќан, може би многу те измачил, не си знал глава да кренеш од работа, ама кога завршило се тоа да си усакал неизмерна среќа. Да. Јас сум секогаш среќан кога успешно ќе ги завршиме проектите или кога ќе направиме добра продажба на самиот проект, затоа што цело време имам различни проекти, различни продукти, различни клиенти и сум вклучен во тој дел на pre-sales и постојано градам нешто ново и многу сум среќен и задоволен кога ќе го завршам проектот успешно. Исто така сум среќен и задоволен кога го споделувам знаењето, кога што спомнавме на почетокот. Среќен сум кога успешно ќе го пренесам моето знаење на студентите, кога ќе им дадам насока, кога ќе успеат успешно да го применат тоа што го научиле од мене и од сите други предавачи. Да, среќен сум кога ќе видам дека студентите се вработуваат, се одат на пракса и продолжуваат со нивниот кариерен развој. И јас сум имал доста предизвици во мојата кариера и сум се соочил со најразлични ситуации уште на почетокот. Меѓутоа мислам дека самиот предизвик и доаѓа од такви ситуации. Например, моментално голем предизвик ми е менаџирањето на многу различни проекти во исто време, паралелно, и разговор и синхронизација со различни клиенти и менаџери. Всушност, тоа некоја знае да биде напорно и меѓу себе тие да не знаат што се случува на другиот проекти, да не се синхронизирани, меѓутоа во исто време и доста голем предизвик за мене и ми исполнува што успевам да го изменаџирам времето, да се прилагодам на различни типови на луѓе, на енергија, различни проекти. Тоа е тоа што
што всушност ме исполнува. Александар, а мене ме прави многу срекна тоа што денеска с тебе те запознав и што да бидеме реални, јас навистина за прв пат можеби вака седам толку долго и слушам токму за UX UI дизајнот кој што на некој начин е бил енигма до сега. Ти благодарам многу што ни беше денеска дел од нашиот Semos Educast. Ти благодарам и на тебе. Многу интересни прашања и среќан сум што успеав да ги објаснам сите овие нешта. Драго ми е. Фала ти. Фала ти на тебе.